Зачестените дефекти на магистралните канали и другата каналска мрежа се аларм за одговорните дека поради дотраеност е можна многу поголема хаварија која на подолг период може да го прекине наводнувањето. Стручњаци од водостопанската област велат дека не дај Боже да пукне или се урниса некој од бетонските ѕидови на магистралниот канал. Во таков случај штетите ќе бидат огромни. Прво, поради поплавување на големи земјоделски површини, второ, поради тоа што ќе биде потребен долг период за истиот да се санира и да биде ставен во функција. Тоа значи дека сушата ќе има време да ги пеплоса посебите. Земјоделците кои гравитираат кон левиот магистрален канал велат дека истиот во најголем дел е нефункционален, бидејќи поради сериозни нагризувања од забот на времето, обраснат со трње и препуштен сам на себе, не може да ја дистрибуира водата во целата должина. И да се пушти вода во него, таа подалеку од Зрновци не може да стигне поради огромните загуби. Ако се има во предвид дека деталната каналска мрежа одамна е уништена, бидејќи при жетва, за да не кружат комбајните, каналетките безмилосно се кршеа, тогаш една сеопфатна и сериозна анализа треба да даде одговор на прашањето што остана од хидромелиоративниот систем изграден пред речиси 7 децении. Во таква ситуација, сакале или не, оризопроизводителите и водостопанство Брегалница им враќаат на земените вади за чие чистење и подготовка за пуштање на водата секоја година се трошат значителни средства. Плюс, при тоа се прават големи загуби на вода. Дека магистралните канали се од суштинско значење за земјоделството во регионот, јасно им и на стопанствениците и на корисниците. Токму затоа државата мора да направи целосен увид во состојбите со мрежата, за да се преземат соодветни мерки за продолжување на векот на овие капитални објекти. Се друго е ризик кој може скапо да чини.